Македонската актерка Сара Климовска е избрана меѓу 10 најдобри актерски таленти во Европа за годинава на 71-то Бернијалие ќе ја добие наградата Shooting Stars, што ја доделува платформата Европска филмска промоција, што е признание несомнено неверојатно за самата Сара Климовска, но на кое признание сме горди и ние како држава. Сара Климовска би требало да имаме на скајповска линија. Сара, добре дојде во студио 10, пред се честитки за ова, како да го кажам, потврда за вашите актерски способности. Ви благодарам многу и мене ми е драго што сум ова утро со вас. Како стигна веста и прво очекувавте нешто вакво? Најискрено не очекував. Јас во моментот кога аплицирав за European Shooting Stars бев на сред снимање, па немав ни никакво очекување, туку го направив, така да речеме, поради одреден протокол. Меѓутоа, агенцијата за филм ме номинираше оваа година во European Film Promotion и за среќа ме одбра да бидам една од 10 European Shooting Stars оваа година. Што е навистина голем успех. Колку едно вакво признание може да ги отвори вратите за еден актер кој што доаѓа од поприлично од мало поднебје? Колку ова ги отвора вратите во Европа, во светот кога е во прашање филмот, кога е во прашање и театарот на крајот од денот? Оваа манифестација, која што оваа година ќе се одржува 22 до 25 февруари онлайн, вклучува разговори, сесии, работилници со кастинг директори, режисери, продуценти или луѓе од филмската индустрија во светот, што значи дека тоа може да отвори некои нови можности за идни соработки. Барем јас на тоа се надевам. Сара, не сме се виделе од промоцијата на Врба, ако не се лажам. Бевте овде трите девојки овде во студиото на телевизија 24. Спласна ли помалку впечатоците или доправа ќе растат возбудувањата, ако се има во вид дека Врба, ако не се лажам, ќе биде нашиот кандидат за Оскар годинава? Да, ова е малку исто суреално што се случува со Врба, е македонски кандидат за Оскар и јас се надевам дека ќе се номинираме за Оскар оваа година, и ако биде така, тоа би било уште едно огромно достигнување и за нас, ама и за нашата земја, со оглед на тоа дека сме мала држава, имаме помалку можности, помалку произведуваме и нели помалку никогаш стигнуваме до наградите што во светот. Меѓутоа би било прекрасно да се номинираме. Иако Врба досега собра поприлично баја ги награди со Врба на Милчо Манчевски. Сега, многу интересно објаснувањето за добивањето на наградата. Интересно, неверојатно одлично. Со очите кои се огледало на незината душа, актерската игра на Сара Климовска е шармирачка, игрива и жестока. Откритие во вистинска смисла на зборот со емоционална длабочина што им пркоси на незините години. Таа не вовлекува во животот на незиниот лик со шарм и леснотија, што јасно ги прикажува незиниот звезден потенцијал, стои во одлуката на жирито. И сега ова вака кога го читате, прво како го доживувате? Малку неверојатно. Тоа беше образложение во одлуката на жирито на European Shooting Stars. Чувството е, како би се рекло, константно возбудување има додека ги читав сите тие работи, кога ми кажа уште пред нова година дека ќе бидам дел од таа програма. Искрено, очекувавте? Не. Ова признание е многу ретко. Иако кај нас во Македонија не сум прва која што ја добила оваа награда. Оваа награда ја добил и Благој Веселинов во 2019 година, Наташа Петровиќ во некоја година претходно и Лабина Митевска во 1996 година со филмот
Врба на Милчо Манчевски. Before the Rain. Извинете, Врба Before the Rain, пред дождот на Милчо Така. Манчевски. Меѓутоа оваа година, бидејќи имаше различни критериуми на European Film Promotion, јас сум номинирана со филмот Лена и Владимир, дебютантски филм на режисерот Игор Алексов. Тој филм треба да има премиера во 2021 година, меѓутоа се уште не се знае датумот и месецот на премиерата. Прочитав за и околу филмот за улогата твоја. Може ли малку на гледачите да објасниме за што станува збор? Од оно што јас го прочитав, станува збор за нешто навистина интересно и поприлично доволно провокативно за да се погледне. Да, сценариото е на Алек Русијаков, се работи за има двајца лика, едната е 16 годишна девојка која што живее во дом за деца без родители и се обидува да бега од таа средина бидејќи не се чувствува злоупотребена. Другиот лик е кој што го игра актерот Тони Наумовски е маж кој што избегал од градот, од неговата средина, бидејќи не се чувствувал среќен и задоволен и они се наоѓаат и така почнува приказната во филмот. Покрај Климовска, значи покрај вас, во изборот се и млади таленти од Германија, Франција, Холандија, Шведска, Унгарија и Ирска, што веројатно ви импонира. Така. Јас сум малтене на сите од тие таленти фан, сум ги гледала нивните филмови и се надевам дека ова ќе создаде некоја нова можност не само за соработка со режисери, меѓутоа и за соработка со останатите European Shooting Stars. Shooting Stars, инаку да подсетам и да соопштам дека е најстарата и најпрестижната иницијатива за промоција на европски таленти на меѓународниот филмски пазар. И како што спомена и ти, од Македонија оваа награда досега ја добија Лабина Митевска во 2009-та, Наташа Петровик во 2011-та и Благој Веселинов во 2019 година. Сара, морам да прашам, значи, што се промени по Врба во вашиот живот конкретно? Бидејќи Врба беше доста успешен филм, мислам дека ми отвори некои нови врати, особено влеј доверба во луѓето од филмската индустрија во мене, веројатно прво во Македонија, па и надвор. Се надевам дека тој пат на Врба ќе продолжи и се надевам дека ќе ни се отворат повеќе вратите, а најмногу се надевам дека ќе бидеме номинирани за Оскар ова година. И тоа би било едно неверојатно заокружување на целиот тој труд проследен со Врба за кој што ние говоривме, колку изгледаше поприлично тежок во смисла на тоа да се долови правата суштина на самиот филм кој што додека го гледате и кога ќе заврши останувате некако без зборови, се погледнувате зависи со кој сте го гледале, само со очите со партнерот, со партнерката и одеднаш некако почнуваат солзи да течат. Сега кога веќе се спласнати емоциите, во која насока, например, што е оно што е иден проект за Сара Климовска? Оваа година, иако беше време на пандемија, јас работев на два филма. Едниот филм во режија на Елеонора Венинова, која што се вика преекспонирано. Таму играв заедно со Камка Тоциновски и Благој Веселинов, кој што беше European Shooting Stars во 2019 година. Следниот проект беше во Србија, во режија на Горан Столевски, режисер кој што живее и работи во Австралија, меѓутоа е македонец. Во австралиска продукција Castaway Films и во главна дистрибуција на Focus Features, америчка дистрибуција, и Universal Pictures, интернационална дистрибуција на филмот. Таму играв заедно со
Исто огромни имиња и звезди европски и амерички, Номири Пеис, Ана Марија Маринка, Карлото Кота, Феликс Марито и Елис Енглерт. И се надевам дека тие филмови ќе имаат премиера наредна година и дека ќе бидат исто така и повеќе успешни од Врба. Да. Станувате ли полека свесни што се случува во смисло, вау, што е ова? Да, мислам, оно што јас се обидувам да правам е да го работам тоа што го работам најдобро што можам и да дадам се од себе. И признанијата веројатно ќе се дојдат сами по себе. Ми значат многу и ме мотивираат да продолжам да го правам ова, нели? Сега, Врба е еден специфичен филм, каде што и вие имате една специфична улога, која што играте маестрално, брилјантно. Во каква улога се гледа, например, како сте еден предизвик Сара Климовска сега? Не сум сигурна, бидејќи секоја улога што ја добивам, ако е доволно издржана, ако има добро сценарио, е предизвикувачка за мене и секоја улога ја гледам од ново. И пробувам да имам различен пристап кон улогите што ги играм. Така што не би можела да кажам дека имам некоја конкретна амбиција што би сакала да играм. Не, например, може ли да се прешалтете во комедија, да кажем? Да, тоа би било интересно. Комедија, да бидам искрена, играв доста додека бев на факултет и ми беше доста забавно, меѓутоа до сега сум имала можност да играм во еден краток филм Еклер на Марко Ѓоковиќ, кој што е во жанр комедија. Меѓутоа не сум имала повеќе можности, се надевам дека ќе имам или во театар или во филм во иднина. Сега, според најавата, значи представувањето на добрите актери, млади актери или европските таленти е од 23 до 25 февруари, една недела пред 71-то Берлинале, кој што од 1 до 5 март, свеченоста на доделувањето на наградите ќе се одржи во јуни, исто кога ќе се доделат наградите од Берлинскиот филмски фестивал, а вие учествувате таму, сега не знам како е со ковид пандемијата, ве повикуваат, како е процедурата? За жал оваа година главната манифестација, односно European Shooting Stars ќе се одржува онлайн од 22 до 25 февруари, меѓутоа доделувањето на наградите ќе биде во живо и ќе се одржува во јуни. Тогаш ќе присуствувате на... Тогаш ќе присуствувам, меѓутоа тоа ќе биде само за доделувањето на наградите, а целата програма ќе оди онлайн, бидејќи мора да се запазат протоколите и за жал време на пандемија, но од друга страна добро е што не се откажува фестивалот, дека сепак наоѓаат начин како да го одржат фестивалот. Па предпоставам дека до тогаш и короната ќе спласне малку и ќе можете барем понараат да отидете, имајќи во вид дека, ако не се лажам, до април го продолжија локдаун, односно затворањето на Германија, барем такви беа најавите од канцеларката Меркел, и дека ќе можете веќе во и јуни така да отидете и да ја земете наградата. Имате ли трема, например, во смисла на тоа што таму се појавуваат големи звезди кои што, како се види, до вчера сме ги гледале на телевизија и сега одеднаш рамо до рамо? Па секако дека имам трема и во исто време чувствувам и адреналин и возбуда, но и трема и страв, бидејќи ова е сепак огромен фестивал, има одлични имиња таму, но како што кажавте, на крајот од криштата сме рамо до рамо со нив. И треба да почнеме и ние како земја и како луѓе да се чувствуваме дека можеме да застанеме рамо со рамо, рамо до рамо со најголемите, како што претходната година застана Ханиленд и доби 2 номинации за Оскар и застана меѓу најголемите имиња на филмската индустрија. Треба да почнеме да се навикнуваме на тоа, затоа што тоа ќе не мотивира да работиме подобро и да на крај од криштата
да се чувствуваме добри и горди со тоа што го правиме. Дефинитивно, Ханеленд направи еден неверојатен успех. Сега ќе видиме со Врба Милчо Манчевски имаше едно искуство со Пред дождот, учества во најтесен круг, значи во 5 филмови за од неанглиско говорно подречје беше тогаш со Before the Rain. Ќе посакаме сета среќа да се случи и со Врба, иако знаеме како оди тоа процедурата, нели прво се оние во наводници кажано квалификации пред да се направи тој потецен избор од 5 филмови кои што би конкурирале за најпрестижната филмска награда, тоа е Оскар. По Врба стигнуваа понуди на ваша адреса? Да, после Врба дојдов до нов агент од Германија. Тоа беше после неколку месеци од премиерата на Врба на Римскиот филмски фестивал. Така што таа нова соработка дојде неочекувано, меѓутоа беше одлично, бидејќи тоа мене ми нуди поголеми можности за аудиции и со тоа и добивање на улоги надвор од Македонија. Сара, може ли да го објасниме малку попластично како изгледа тоа, например, сега за јавноста да објасниме, доаѓа агенти што вели се извинувам, добар ден, јас сум, не знам, Карл Хайнц, карикирам сега, ме бендисува вашата улога, неверојатна улога, сакам да видите мој агент. Како оди таа процедура, баш ме интересира и претпоставам се што е улога, тој ви ги нуди на вас или за да стигнат до вас некои од филмските, од режисери, одат преку агентот. Како оди таа филмска индустрија? Вака сега, во Западна Европа и во Америка, не толку на Балканот, кај нас, филмската индустрија функционира преку кастинг агенции, односно кастинг агентија. Тоа се агенции кои што работат со одреден број на актери, во зависност која агенција, 50 или 100 актери, кои што ги застапуваат целосно. Во тој случај кога постои можност за соработка за некој нов проект или некој режисер ја ангажира таа агенција им дава предлог на актери кои што се во неговата агенција, кои што можат да ја одиграат таа улога, па се прави аудиција и на крај сепак е одлуката на режисерите или продуцентите дали актерот е соодветен за улогата или не. Кај нас не само во Македонија, туку и на Балканот не постојат кастинг агенции. Мислам дека причината е што и нема толку многу актери. Па полесно функционира преку друг систем, кастинг директори, односно само лица кои што работат аудиции и кастинзи за филмови кои што се вработени од самите продуценти кои што немаат своја агенција. Значи, ако јас сега сакам да снимам филм, карикирам, треба да одам преку агентот за да стигнам до Сара Климовска. Така. Не можам директно со вас. Па може, ама јас ќе ве припратам преку агентот. Инаку агентот, како агент, например, е агент само на вас или има во своето портфолио и неколку други актери? Има. Агентот, моментално овој агент кој што јас го имам од Берлин, Георг, од Das Imperium Film Agency, има околу 60 актери во својата агенција која што ги застапува. Има некое звучно име меѓу актерите? Не би можела да кажам на вистина. Не смеете, тоа е деловна тајна? Па искрено да бидам, сум ги разгледала, меѓутоа агенцијата секојдневно запослува и нови таленти, со некои склучува со договори со некој раскинува бидејќи наоѓаат и други талент агенции, така што не би знаела точно да кажам во моментов кои се нивните таленти. Интересен е филмскиот бизнис, интересна е филмската индустрија и Сара би се пронашла во серија или? Па да, досега сум играла во Сенке на Балканот во режија на Бело Грлич. Сепак ова е детска серија, другата што ќе ја споменам, меѓутоа многу драга за мене, 5+ фамилија, која што еве 6-та година
неуморно, мислам како серија 6-та година, иначе 15 години постои 5 плюс фамилија, која што неуморно продолжуваме да создаваме содржина за деца која што е забавна, но и едукативна. И тоа е еден од моите први проекти, на кој што многу сум горда и мислам дека без разлика што и да се случи во мојата кариера, јас би продолжила да работам на таа серија. Од секогаш ми било интересно тоа кога се актерите во прашање и сум се чудел, например, колку е тешко или лесно тоа трансформирање, например, од детска па до Сенки над Балканот, која што е една неверојатно историска тешка серија која што бара на внимателно следење па до врба. Треба време за да се премостите сега од детско па Сенки на Балканот. Уште, мислам дека уште од на факултет сме навикнати како да го поделиме фокусот на некој начин, бидејќи сме имале неколку испити, актерска игра, па заедно испити на режисерите каде што играме различни улоги, така што тоа со тек на време се учи тоа приспособување. Некогаш е тешко, се разбира, меѓутоа ова е, знаете како е нашата професија и веројатно за нас е полесно да го научиме начинот на како би се трансформирале и како би се прешалтувале од улога во улога, меѓутоа без да изгубиме квалитет во тоа што го правиме. Да не се изгубиме таму во некој пат. Така. Зашто сонува Сара Климовска? Сонувате за Холивуд? Или да избегате од држава, да се пробате надвор, или сакате да останете овде, меѓутоа да имате големи улоги кај врвни режисери? Јас мислам дека немам конкретна амбиција, никогаш не сум ни имала. Само можам да кажам дека можам одредена соработка со режисер или да работам на некој филм да го чувствувам како предизвик или не, нели? Немам конкретна амбиција да стигнам до Холивуд или во Европа или во Источен свет, Австралија, меѓутоа многу би сакала да имам можност да соработувам и да имам искуства надвор од нашата земја, меѓутоа и во исто време не би сакала да се откажам од работата во нашата земја, бидејќи актерска игра на мајчин јазик никогаш не може да се замени. Сега проблемот е што кај нас многу малку се снимаат филмови за разлика од регионот и ќе треба малку да го активираме тоа снимање на филмови и од никогаш не ми било јасно, например, гледам сега дека во Србија се утепуваат практично од снимање серии, кај нас малку, не малку, туку речи си и да нема. Неколку се појавија со грантови и толку застана. Па ја мислам дека е тоа поради тоа што Македонија е многу мал пазар и никогаш не успеала да продаде серија на Балканот надвор од границите од Македонија, а Србија има голема продукција бидејќи има поголем пазар. Сериите од Србија многу често ги гледаме кај нас, ги гледаат во Хрватска, во Словенија, во сите XU држави. Мислам дека тоа е баш поради пазарот. Да, но претпоставувам копродукцијски може некако да се најдат, бидејќи гледам дека сега Србија и хрватите поприлично се активни на тој план, дури прават една соработка. Може би индиректно овде има и политика на смирување помеѓу србите и хрватите после таа војна за која што не знам, ти си и многу помала, не си и дали се сеќаваш, па пробуваат сега да соработуваат и одлично им оди таа соработка. Во таа насока и мислев, да, Македонија дефинитивно е мал пазар, меѓутоа со некој, што ја знам, копродукцијски дел од тие бивши југословенски држави, или ако сакате и со Бугарија, бидејќи ние имавме искуство како наши соработуваа со Бугарија и тоа даде одлични резултати. Да, меѓутоа Македонија се уште никако не е во таа игра. Предпоставувам дека поради
јазикот, во разликата на јазикот. Претпоставувам, бидејќи хрватскиот и српскиот јазик се сепак многу послични, многу е поедноставно соработката. И се надевам дека и идејата е да се случува некакво помирување, како што вие спомнавте, меѓу тие две држави после војната. Меѓутоа, се надевам дека во иднина ќе се случат поголеми соработки, копродукции, филмови, не само со земјите од Балканот, од екс-ју, туку Албанија, Грција, Турција, можеби, па и ќе отидеме малку и на кај Западна Европа. Баш ме интересира став на Сара Климовска, актерка меѓу 10 најдобри европски таленти за 2021. Што мислите за турските серии? Не мора да одговарате ако не сакате, мислам доволен ми. Ќе одговорам. Значи не говорам за тоа како е тоа направено, како сето тоа изгледа, туку за она не знам како да го наречам тоа Касандра манија кое што се случува. Да, претходно истиот хајп го имаше со шпанските серии, потоа турските серии сам влегоа во мода. Меѓутоа, мислам сепак дека квалитетот и на идните, и на шпанските серии, и на турските серии не, би рекла, не ги исполнува условите, барем по моје мислење, за да бидат толку често на телевизија. Тоа го зборувам по некаква подлабока анализа на содржината која што има на тие турски серии, па и на шпанските серии, и јазикот со кој говорат, и така натаму, и така натаму. Али многу е, секогаш кога зборувам за ова, кажувам, барем кога беа шпанските серии, немаше синхронизација, па можевме да научиме шпански, да имаше некаков друг плюс од тие серии, а сега дури има синхронизација која што не можеме ниту турски да научиме. Не можеме ниту јазикот да научиме, барем да имаме таков плюс. Иако да бидеме искрени, и меѓу тие турски серии има некои кои што се гледа дека се работени квалитетно и се гледа дека има и некој америчко влијание и дека поприлично е внимавано и на кастингот, говорам за одредени серии кои што поминуваат овде низ Македонија. И да привршувам муабетот, кога спомнував за тоа што е сонот на Сара Климовска, мислам дека вака го завршив муабетот и кога бевте гости по премиерата на Врва. Што сега понатам? Сега, ако би зборувала за овој момент, ако би му кажала желба на Дедо Мраз за нова година, би му кажала дека би сакала Врва да се номинира за Оскар, бидејќи тоа би било прекрасно за сите нас. За мене лично во иднина се надевам дека ќе продолжам да работам на убави филмови, на добри серии и дека ќе продолжам да работам малку повеќе во театар. Имате некаква понуда за сега? За некој филм? Странски? Да, меѓутоа не смеам се уште да зборувам за тоа, се додека официјално не се објави. Тоа би било наскоро? Би се знаело? Па би се знаело веројатно оваа година, да. Сара Климовска се промени после Врва во однос на карактер, во однос на исти другари, во однос на фамилија, во однос на соседи? Јас се надевам, бидејќи сметам дека мора да постои трансформација, меѓутоа на подобро. Се надевам дека секој ден, не само после Врба, се променувам на подобро, тоа би го кажала. Така, ви благодарам што бевте дел од Студио 10, ви посакувам на вистина многу успех. Еве сите обично желбата, нели, кога ќе ве прашат, секогаш сите велат Холивуд, јас ќе ви посакам она што е ваша желба и нека се оствари, па дали е тоа Холивуд, дали е тоа
европски филм, во секој случај имате големи успеси понатаму на актерски план, бидете здрава, жива и чувајте се во ова време, не време корона. Ви благодарам многу што бев со вас ова утро. Сара Климовска, актерка, наша гостинка во Студио 10, споменав, таа е избрана меѓу 10 најдобри актерски таленти во Европа за годинава на 71-то Берлинале и ќе ја добие наградата Shooting Stars, што ја доделува платформата Европска филмска промоција. Климовска, звездата на врва на Милчо Манчевски, е номинирана од Агенцијата за филм на Македонија. Во изборот се беа и млади таленти од Германија, Франција, Холандија, Шведска и уште еднаш она кое што е практично дефиниција од самото жири, со очите кои се огледало на незината душа, актерската игра на Сара Климовска е шармирачка, игрива и жестока, откритие во вистинска смисла на зборот со емоционална длабочина што им прекоси на незините години. Таа не вовлекува во животот на незиниот лик со шарм и леснотија, што јасно го прикажува незиниот звезден потенцијал, стои во одлуката на жирито и уште додава дека талентот особено е забележлив во незиниот нов филм Лена и Владимир, деби на Игор Алексов, кој годинава ќе ја има својата премиера и како што споменавме, значи меѓу другите луѓе кои што имаат добиено оваа награда се и Благој Веселинов од 2019 година, Наташа Петровиќ од 2011 и Лавина Мителска во 98 година со филмот на Милчо Манчевски Before the Rain.